Евентуалното зголемување на цените на основните прехранбени производи до крајот на 2021 година и до 50% на што предупредуваат од преработувачката индустрија, ќе ја продлабочи сиромаштијата во државата, односно ќе го зголеми и така загрижувачкиот праг на сиромаштија, велат од Македонската платформа против сиромаштија. Имаме многу луѓе кои се во периодов дополнително ќе осиромашат и ќе влезат во сериозен ризик од сиромаштија. А оние кои што немаат сега дополнително ќе имаат притисок да избираат што ќе си дозволат за сумата пари со која располагаат. Дали ќе се прехранат со квалитетна или било каква храна, значи тоа е едниот избор, и вториот избор дали од остатокот на парите кои што им преостанува ќе имаат доволно да ги платат останатите сметки, значи да се загреат, да се облечат за школување на деца. Економските експерти сметаат дека македонската економија не е изолирана од актуелните глобални текови во однос на порастот на цените на енергенсите и суровините на светскиот пазар. Тоа ќе се одрази врз животниот стандард на населението, затоа што некаде околу 40% од доходот на населението отпаѓа на храна. Ево да ги земеме поразвиените земји каде што храната учествува со 7, 8 или 9% во вкупниот доход на населението. Според последните податоци на Државниот завод за статистика од 2019 година, 21,3% или 1/4 од граѓаните во Северна Македонија живеат под линија на сиромаштија. Според некои други проекции, овој процент сега би можел да се искачи до 24%. Законот за социјална заштита требаше да го намали бројот на сиромашти не само од аспект на финансиска помош, туку и од аспект на нивно излегување од системот на социјална заштита и влегување во економскиот сектор. Тоа беше невозможно во период кога имавме затворено стопанство, вели Туковска. Дополнително и луѓето кои што ја изгубија работата влегоа во нови сиромашни и верувам дека бројките за 2020 ќе го покажат тоа. За жал трендот е продолжени во 2021. Дамоска Секуловска пак препорачува долгорочно мерките да бидат насочени кон зголемување на доходот на граѓаните, но во моментов треба да се пристапи кон заштита на домашните производители преку намалување на трошоците за производство, односно ослободување од одредени давачки при увозот на суровини. На тој начин би се намалие трошоците на производство на финалниот производ. А во однос на замрзнување на цените, тоа би треба тука да бидеме многу внимателни. Значи, сепак тоа треба да биде за еден краток временски период, бидејќи тоа може да се одрази негативно врз недостиг на стоки на пазарот или врз квалитетот на производите кои што се нудат на пазарот. Инаку според Државниот завод за статистика, за 3,7% се зголемени трошоците за живот овој септември во однос на истиот период лани, а цените намало за 5,6%. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.